средбата и дали дефинитивно останувате на одлуката на владината седница подоцна да се побара и да се оди на разрешување на Стојко Пауновски? Благодарам. Имавме денеска средба со тројца вработени во Државниот пазарен инспекторат и во делот на човечки ресурси и во делот на инспекторите од државата, застапници на македонците и на албанците присутни. Добри се луѓето, работат, се видовме, поразговаравме, ги кажаа своите аргументации, има пофални зборови за својот директор Стојко Пауновски, ги кажа аргументациите кои што тие мислат дека се важни да ги споделат со мене како претседател на владата и со потпредседателот Лјупчо Николовски, ги слушавме, разговаравме и денеска тие аргументи и нивните ќе ги презентираме секако на владата, на владината седница и после тоа владата ќе донесе одлука. А дали повлекувањето на законот за учебници од собраниска процедура значи дека сепак нема да се спроведе реформата за воведување на дигитални учебници и доколку... Ајде, кажи. Благодарам. Се извинувам. Благодарам на прашањето. Повлекувањето на законот за електронските учебници не значи повлекување од намерата, значи спроведување на некоја причина која што треба да значи дополнително додавање на одредени елементи и сакам денеска уште еднаш да искористам приликата што всушност значи дигитализацијата во образованието. Прво, до трето одделение продолжуваат сите со стандардниот дел на учење, односно со печатени учебници пред себе. Прв пат оваа година, покрај со печатени учебници за четврто одделение, ќе пуштиме и електронски учебници. Значи за четврто одделение. Покрај печатените учебници, кои што четврто оделенците во државата ќе ги имат, ќе им пуштиме можност да имат и електронски или дигитални учебници. Следната година ќе видат четврто и пето. После таа ќе видат четврто, пето и шесто. И секој пат ќе ги имат пишаните учебници кои што се во печатена форма. Светот оди напред, дигитализацијата има секаде, апелирам да дадете шанса да бидеме рамо до рамо со современиот свет. Не треба да се плашиме, постапката не се брза. Значи, идната година е само четврто одделение, кои што напоменувам ќе имат пишани, печатени учебници пред себе и плюс ќе имат можност за дигитални електронски учебници. Да дадеме шанса, секоја реформа носи придобивки, ги осовременува нашите деца, ги прави рамноправни со децата од целиот свет. Возиме модели по примерот на Естонија, на Чешка, на многу развиени земји и верувам дека можеме да успееме во тоа. Добро, а има ли државата пари да купи уреди за сите деца или пак ќе се дозволи некои деца да учат од лаптоп од 1000 и повеќе евра, а некои да учат од скрипта? Државата сака да воспостави еднаков третман на сите граѓани, посебно еднаков третман на децата. Еве, економијата расте извозот, буџетот секако се повеќе и подобро ги наплаќа своите приходи. Тие средства се за граѓаните, најповеќе за нашите деца. Нема да дозволиме некој детенце да биде заборавен, заради тоа што е родено во посиромашно семејство или е родено во ридско-планинско населено место, заради интернетот зборам или слично. Комплетно ќе алоцираме пари за да имат еднакви или приближно еднакви услови децата за управување со информатичките технологии. Затоа што прво тоа го заслужуваат сите, второ државата го има делот на обврска да биде коректор на социјалната нееднаквост во општеството, односно да помага таму повеќе кај што нема и верувам дека ќе изнајдеме средства. Еве, податоците од вчера од УЈП кажуваат дека наплатата на ДДВ е 180% во споредба, односно 80% повеќе во споредба со април истите денови 2020 година. Персоналниот данок на доход е 22% зголемен во наплатата со април 2020 година. Данокот на добивка е 12% поголем во споредба со април 2020 година. Ова го кажувам за охрабрување дека економијата е на вистински пат, добро се придвижува, а согласно тоа ќе има и повеќе пари во буџетот да алоцираме на времено за се она што е потреба на нашиот народ, а секако најповеќе на децата. Благодарам. Повелете. Дали премиерот Заев останува на ставот за разрешување на директорот на пазарна инспекција Стојко Пауновски,
дали ретерирате од тој став, што ќе предложите на влада, дали ќе има барање за негово разрешување и доколку останувате на тој став според кој закон или само според етичкиот кодекс, знам дека вчера објаснувавте, меѓутоа подетално според кој закон ќе се повикате и дали евентуално според законот за вработување на ранговни каде што се предвидени и казни за директорот кој нема да ги спроведе одлуките на владата. Благодарам, јас ќе оставам владата да се издебатира, за да не испадне дека преку медиумите ја водиме дебатата, но во духот на транспарентноста ќе кажам дека моите ставови ќе ги кажам на владата, но ќе ги кажам ставовите на вработените, ќе ги кажам ставовите на Стојко Пауновски, со кој што во петокот стапив во контакт, стапија и другите секако служби, ќе ги кажам сите аргументации на одговорно владење во делот на извршната власт, мислам на одговорно пред се пред граѓаните, на воспоставен систем на ред и поредок, каде што треба да се спроведуваат прво законите, понатаму одлуките на влада, а секако и етичкиот кодекс. Секако дека согласно етичкиот кодекс имаме плејада на можности како да постапиме, но и со позитивните законски регулативи кои што постојат во Северна Македонија за самиот дел на постапката. Зборувам и за предлог за разрешување и за предлог за останување. Така да постојат мала плејада на опции кои што ни стојат на располагање за да може да постапи владата. Важно е да се почитува законот во државата, да се почитуваат одлуките, да имаме ефикасност во работењето и секако важно е и етичкиот пристап при делот на нашето однесување. Не одговорите вие дали ќе предложите разрешување? Ќе го кажам тоа на владата. Сакам на враќање од овде да ги прочитам во детали материјалите кои што инспекторите ми ги оставија непосредно пред да дојдам овде. Тие усно ги образложија, јас ги разбирам тоа што го кажаа, но оставија значајни материјали кои што сакам да ги прочитам. Вредно е. Вредно е заради тоа што тоа ќе влијае на моето формување на ставот. Секако владата одлучува за тоа, јас сум прв меѓу еднаквите во владата како председател на владата и дефинитивно знаете, вчера имав став, го кажав јавно, денеска не дека се колебам, но не би било честно пред овие луѓе кои што ги примив, тоа се наши административни работници, инспектори, кои што предочија одредени аргументи вредни за размислување, да ги видиме и конечно ќе ја донесам одлука. Може да ни кажете дел од аргументите на инспекторите кои бараат да остане Стојко? Дека бил добар човек, дека унапредил работењето во државниот пазарен инспекторат, дека заедно со владата во време од 2017 кога имавме 870 милиони евра обврски, успеавме да лоцираме средства и за нови вработувања, но пред се за опремување со компјутери, со целосно екипирање на државниот пазарен инспекторат, кој што фала Богу ни се најде во оваа голема криза, за посебно за контролата која што се правеше на спроведувањето на мерките за ограничување од страна на владата. Сватив дека има убав колегијален однос меѓу колегите, но сватив дека и кај нив исто така постои признание за одредени слабости карактерни, кои што ги имаме сите, почнувајќи од мене, како председател на владата и другите директори или раководители во државните институции. Секако предложи одредени документи, сакам да ги видам самите документи, за да можам понатаму да се изјасним пред владата. Споменавте дека не треба да оди комуникацијата преку медиумите, меѓутоа тоа е случај изминативе денови со Пауновски. Се сретнавте со дел од инспекторите, дали имавте некаков обид од ваша, од негова страна за средба директна со Пауновски на оваа тема и за расчистување на одредени дилеми, и дали е ова на некој начин вашиот став задоволување и на барањата на коалицијскиот партнер ДУИ, и пошто би се разликувале во тој случај од претходниците? Коалицијскиот партнер нема никакво барање во делот на разрешување или неразрешување на Стојко Пауновски. Никакво према мене. Апсолутно од 10 дена, 7 дена да се инатите со подпредседател на влада преку медиумите, а при тоа да не дојдете во владата и да побарате разрешување или спротивставување на разноличностите во гледањето. Не е дозволиво. На крајот, во четврток од минатата недела се обидов да го добијам. Не можев да го добијам. Па ме прашавте, новинарите во Брвеница, на пуштењето на фотоволтаиците, коментар за оваа прашање, а не можев да го добијам, дадов свој коментар. За следниот ден има вратка, директно од директорот кој што е биран од оваа влада. Прекосејќи исто така, јас го кажав како пркос, од аспект дека можел да дигне телефон, можел да дојде во владата,
Да не забораваме, Стојко Павновски е политички поставен на функцијата државен пазарен инспектор, директор на државниот пазарен инспекторат. Тој е поранешен, пред неколку години беше претседател на општинска организација на СДСМ Тетово, тоа го знаат сите во државата, што значи еден од првите мои партиско-политички соработници. Ние во петок попладне зборевме 15 минути, па 20 минути, се слуша со другите колеги од раководството и на СДСМ, и од раководството на влада. И ние имаме воспоставен однос, не ни треба нешто посебно. Јас знам каква и да биде денеска одлуката дека соработката со Стојко Павновски ќе продолжи. Но се работи за прашање на принцип. Ако не постапи владата ништо и не преземе ништо, зошто не останатите 1179 директори во државата да не водат така полемики по медиумите, да не постапуваат по делот на законите, да не ги спроведуваат одлуките. Знаете, не е лесно ова прашање 1300 и повеќе луѓе да се распоредат кои што со децении стојат. Не е лесно и на Заев, и на Груби, и на Лјупчо Николовски, и на Стојко Пауновски, и на сите, но тоа е наше гајле, обврска, и мора да го направиме да го спроведеме. При тоа уште еднаш кажувам дека на купче пари за овие плати доаѓаат трајно во државниот пазарен инспекторат. Дека се дадени согласности за 24 или 22 нови вработувања паралелно. Со тоа, за да се јакнат капацитетите, има потреба од инспектори во самиот дел. Распоредувањето во иднина значи и можност дека некој кој што ќе влезе во практична работа, а не работа со години, може и да напушти сам, ама парите остануваат на државен пазарен инспекторат. Има и придобивки од целиот процес покрај земањето на гајлето и одговорноста за распоредување на тоа. Но дефинитивно владата денеска ќе има можност да дискутира и да донесе одлука. Благодарам. Може прашање до другите министри? Може да, ако има уште нешто за мене, па Примеря, може накратко ваш став за предлогот на комисијата за укинување на полицискиот час за Великден и Рамазан. Предлогот на комисијата за укинување. Да, ваш став за. Значи комисијата прво секогаш работи стручно, навремено и мудро би рекол, а тоа се потврдува прво од мудроста на одлуката да пред 3 недели или некои 22-3 дена, кога беше стигната платото на кривата и почнато паѓањето, донесе одлука за затварањето на гостителските објекти и ставање на полициски час од 20 часот, со конечна цел да превенира токму пред празниците, но и еднакво важно да ги одмори здравствените работници и да придонесе во намалувањето на окупацијата на здравствени места во здравствените институции, како и севкупното паѓање на бројката. Во моментот кога се предложи таа одлука од здравствената комисија, бројките беа 1511, 1520 и слично. Веднаш на следната недела бројките паднаа помеѓу 1200 и 1300. Па после таа недела паднаа 800 и 900. За да денеска еве ги бројките се 400, 300, вчера беа под 100 или слично.